Значи, овој ајет е можеби база на една мултиетничка, мултикултурна, мултикултурно, мултиетничко општество, без оглед на бојата на кожата, без оглед на јазикот, без оглед на нацијата, а потоа вели ние ве створивме, ве создадовме од еден човек и една жена. Значи сите ние сме создадени од тој еден човек и една жена, дури тоа е веќе можеме да кажеме и научен факт, колку што можев да прочитам на повеќе места дека и денешна модерна наука која што се занимава со ДНК вели дека целото човештво настанало од еден човек и една жена. Според тоа да. Значи исламот е нешто што е наднационално и не дава ексклузивитет на ниту една нација и тоа го потврдува и овој ајет во кој што вели ве содадовме во племиња и народи за да се запознаете помеѓу себе. Да, заради запознавање. Тоа значи заради меѓусобно разговори, а како ќе се запознаеме? Литеарефу. Комуникација. Со комуникација. Мораме да зборуваме едни со други. Мораме да пренесуваме различни култури, знаења, национална, не е битната етничка припадност, дека за нив не е битно колку земја ќе ни расна, да, црна, бела. Дека тоа е голем проблем, кај денес кај нас постои тој изразен расизам кој што веќе е во пораст во многу земји. Од како гледа на нациите, на националностите, дека ова е една универзално гледање на човечкиот род, но потоа исламот исто така вели дека можеме и да бидеме членови на некое племе, членови на некоја заедница, на некоја нација, на некој народ, каде што тешко може да му се објасни или каде што тешко може да сфати дека не можеш својата нација или јазик или вера да ја браниш со тоа што ќе ја напаѓаш на друга. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Во името на Аллах, се милосниот, милостивиот. Се наоѓаме на почетокот на нова епизода од подкастот Диван. Вечерва ќе го гостиме почитуваниот оџа, шејхот Џевад Ефендија Хот, на кого му искажуваме добре дојде во нашиот подкаст. Уште еднаш, така. Уште еднаш. Сега ќе се обидеме во следните емисии да направиме постојан панел. Бидејќи вака гостите често пати се зафатени ова, па да направиме постојан панел. Што викаш ти, Џевад Ефенди? Па не сум против, ако сметате дека вашата публика бара така. Да, бистрија малце, политика, не само политика и други теми. А ја мислам, може би грешам. Или ќе заматиме нешто. Или ќе заматиме нешто, да. Јас мислам дека ние оџите сме доста добри во бистрење. А заматување некој друг. Целта е таа. А заматување некој друг. Тоа е друга. Заматување некој тоа друго подобро го прави. Некој друг тоа подобро го прави. Со нас вечера исто така и почитуваниот доктор Фатмир Ковачи, на кого исто така му искажуваме добре дојде. Темата за која што сакам вечера да разговараме, значи разговор не многу академски, туку повеќе ќе се обидеме да дадеме до знаење на гледачите дека исламот нема ништо против националниот идентитет и дека напротив ако ја анализираме историјата на исламот ќе видиме дека тој само бил од помош за сочувување и заштита на националните идентитети на народите кои што живееле на Балканот. Што ќе кажеш ти, почитуван оџа, за ова мое тврдење? Па, генерално тоа мислам дека стои, дека е една вистина во исламската вера која што сите ја знаат, само си има своји детали, своји наслови, поднаслови, финеси за кои што може да се зборува или да им се објасни на некои луѓе кои што не можат да направат разлика помеѓу национализам, шовинизам и слични, помеѓу вера и национализам, бидејќи ми имаме некаде па дури и на нашите простори имавме порано, нели, муслиман како национална одреденост и муслиман како верска одреденост. Кој беше со големо националната? Да, со големо М и со мало М.
што едното е националност, друго верска припадност. Да, што воопшто не беше содействуваше со реалната ситуација, со идентитетот на после тоа веќе од 92 се враќа името на Бошњак, на бошњаците, ама како пример го дадов дека тоа не може, тоа е нешто што не може да иде заедно. Сепак националност е нешто што е помало во однос на верата на исламот, муслиман, тоа е нешто кое што опфаќа многу поголем диапазон на луѓе, на разни етнички заедници, јазици, култури, етноси и така натаму и така натаму. Може би оваа тема најдобро би требало да ја започнеме со курански ајет, каде што Аллах Џелешануху вели: "Ја ајухан насу инна халекнакум мин ذكرин ва унса ва џаалнакум шуубан ва кабаилен литаарифу." Значи овој ајет е можеби база на една мултиетничка, мултикултурна, мултиетничко општество, нели, каде што живеат повеќе народи, повеќе националности, повеќе верски заедници, така натаму, бидејќи овде Аллах Џелешану вели о луѓе. Значи, прво не се обраќа на верниците, муслиманите, туку вели на арапите, на арапите не се обраќа на сите луѓе. Кога велиме о луѓе, тогаш тоа опфаќа сите луѓе кои што живеат на овој свет, без оглед на бојата на кожата, без оглед на јазикот, без оглед на нацијата. А потоа вели ние ве створивме, ве создадовме од еден човек и една жена. Значи сите ние сме создадени од тој еден човек и една жена, дури тоа е веќе можеме да кажеме и научен факт, колку што можев да прочитам на повеќе места дека и денешна модерна наука која што се занимава со ДНК вели дека целото човештво настанало од еден човек и една жена. Сега може би овие кои што сметаат открствување тие две ДНК. Да, со ДНК-то на човекот и на жената и теоријата на еволуција сега веќе доаѓа во еден комплексен проблем, да кажеме како тоа да го објасни, па еднаш дури и слушнав дека тие тоа го прифаќаат, но велат дека да, еден мајмун и една мајмунка, како да кажем, женско и машко мајмун. Тие се одлучиле да станат луѓе. Тие две суштества станале луѓе само од еден мајмун и една мајмунка. И сега тоа е веќе друга работа, женка мајмун. Да, еве се обидувам. Да, мајмунка може да биде, да, веќе да се однесува и на нешто друго. Се обидувам да најдам најдобар израз, а да не увредам некого. Да. Во секој случај, значи Аллах вели да се создадов еден човек и една жена и ве поделивме на народи и на племиња. Според тоа во исламот сите ние сме браќа и сестри. Браќа и сестри без оглед, значи која вера сме, без оглед која нација сме, без оглед која боја на кожа сме, според овој ајет. Значи имаме исто потекло. Значи имаме ист татко и иста мајка. Сега е прашање само колку далечно имаме роднинската врска, дали е тоа 100 или 200 или 1000 генерации или понапред или поназад, тоа веќе работа која што не можеме ни да навлеземе и бара научна студија за тоа, но во секој случај Аллах Џелешану после ова вели وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا и ние ве создадовме во народи и во племиња. Сега народи, племиња, нации, етнички заедници, се тоа можеме да кажеме дека влего. Племе може да биде и... Во бившата држава имаше нешто што тие го измислија, велеа народи и народности. Народностите тие беа помалку застапени. Па тоа се варијации кои ние ги правиме, нели? Кои ние ги создаваме. Значи во еден народ има повеќе, така да кажеме, групи кои што се разликуваат едни од други. Па да, етнички заедници, па не знам, помалу бројни, повеќе бројни, па тоа се веќе... Имаат разлики во говорот, во... Можеме сега да зборуваме за разни јазици кои што се живи и тие кои што... Да, кои што изумреле, па дали тоа биле народи, нации или дури народи кои
изумреле, кои не ги имаме повеќе и не постојат, како што не ги имаме и некои јазици. Сега овде суштински е дека Ова сакам да го потенцирам да не разберат убаво гледачите, дека исламот не дава право ексклузивно на ниту една нација. според овој ајет, да. Значи исламот е нешто што е наднационално и не дава ексклузивитет на ниту една нација, и тоа го потврдува и овој ајет во кој што вели ве содадовме во племиња и народи за да се запознаете помеѓу себе. Да. После тоа Потоа што вели? Да, вели, тоа е она, според мене најбитното е дека причината зашто Аллах Џелешану, зашто нашиот Господар не создаде во народи, нации, племиња, презимиња, не знам се како можеме да се поделиме, е заради запознавање. Тоа значи заради меѓусобно разговори, а како ќе се запознаеме? Литеарефу. Комуникација. Со комуникација мораме да зборуваме едни со други, мораме да пренесуваме различни култури, знаења, мислења, па дури верата, ако има некој една други од друга, па секој верата ја прифаќа според убедување. Не ја наследува верата и сега јас сум ја наследил верата и морам да бидам она што е мојот татко. Не, туку јас сум убеден во она. Мојот татко ми или мајка ми, моите родители ми го пренесува знаењето, но јас конкретно јас сум изучувал и исламот, сум читал и христијански и еврејски книги и сум дошол до заклучок дека истината е во исламот, исто како што и оној во христијанството дошол до таков заклучок, или имаме и луѓе конвертити кои што биле во една вера, па во друга. Така да тој разговор или таа комуникација е суштинска, не е суштинска војната, за да војувате, например, за да меѓусобно да се експлоатирате, за да ја земате земјата едни од други, за да доминирате едни на други. Значи немаме таков. Историјата на 20 век е историја кога некои народи сакале да доминираат врз другите. Дека тоа се обидувале да го оправдаат со некои религиски причини, верски причини, но вистината е дека во исламот, а мислам дека и во другите религии, нема право да доминира некој врз друг, доколку доколку не е предизвикан, не е испровоциран. Ако некој не е испровоциран, ние сме должни да се браниме, така? А ти да започнеш војна, така беше и војната во бивша Југославија, кога власта во Србија сметаше дека треба да создаде доволен простор за сите срби да живеат во една држава. И со тоа ги занемарува другите народи, и хрватите, и бошњаците, и албанците на Косово. Значи, во исламот нема право некој да доминира врз друг, еден народ да доминира врз друг, затоа што се смета дека е подостоен за тоа право. Пак на етничка база. Да, пак на се тоа на етничка база. Иако ние знаеме дека посебно во таа војна што бевме сведоци на неа, често пати се користеше тој религиски наратив, каде што некои свештеници ја оправдуваат таа. Јас сметам дека тука е голема грешка и од сама гледна точка на христијанството, дека ти немаш право да оправдаш нешто се смета за злосторство, нешто се смета за геноцид, бидејќи тоа право го немаш. Ниту дадено од Бога, ниту пак ти е дадено според некој закон човечки кој што луѓето го ставиле, го постави да биде како нивен закон на овој свет. Да, тука ми текна таа случка со освојување на Багдад од страна на монголските орди, да, кои што убија тогаш, мислам, 1 милион муслимани се убиени при освојување на Багдад, а после некое време тие исти монголи го примија ислам. Иако нели тие се чувствуваа надмокни, тие сакаат да доминираат над муслиманите, тие сепак гледаме дека муслиманите не возвратија на ист начин, туку возвратија со знаењето, со
со своето милосрдие, со верата, со возвратија, со квалитетот што го има, тоа дека тие за нив не е битна таа национална, не е битна таа етничка припадност, дека за нив не е битно колку земја ќе ни расна, да, црна, бела. Дека тоа е голем проблем кај денес кај нас постои тој изразен расизам кој што веќе е во пораст во многу земји, каде што луѓето се гледаат од призма на нивната боја на кожата и против нив се прават големи неправди. Да, тоа е нешто што постоело во секој период на човечката цивилизација или живот на овој свет, така да гледаме дека дури во времето на Мухамед алейхиселам имаше такви примери каде што имаше робови, се спомнуваат црните робови кои што доаѓа од Африка, дали од Етиопија, Сомалија, dakle таму најблиски земји кои што и беа на сегашната Саудиска Арабија, кои што само преку поминување на Црвеното море, овие луѓе таму живеа и беа како робови пренесувани ваму и служеа како робови. Аллаховиот пратеник секогаш се обидуваше тие робови да ги ослободи, да им ги даде правата кои што тие ги немаа кај своите господари, нели тие беа со нив се однесуваа како кон животни, но Аллаховиот пратеник кон нив се однесуваше како кон луѓето. Значи ти има потполно право. Дури својден хади се вели облекувајте ги како се облекувате вие самите, храните ги. Да кажам, значи тие значи имаа право да се облекуваат и да јадат заедно на маса со својот господар, што во западните земји, да кажеме, под одснежното време беше нешто незамисливо. Еден роб да седи со тебе или пак да патува со тебе, како што е примерот со Омер радијаллаху анху, кој кога отишол во Јерусалем, неговиот роб седеше на камила, он одеше, бидејќи така едно време он одеше, едно време Омер јаваше, а после тоа јаваше робот, а Омер одеше и сега му дојде редот пред да влезат во Јерусалем на робот и тие влегуваат во Јерусалем така што Омер ја води камилата, а робот јава на камилата. И сега луѓето кои што го очекува Омер мислеа дека робот кој што ја јаваше камилата дека тоа е Омер, не знаејќи го според лицето и според формата, но потоа видоа дека всушност Омер не е тој што јава, туку Омер е тој што оди пеш. И тука ја покажа Омер таа како да кажам, од она што Аллаховиот пратеник праксата ја научи, ги научи асхабите кога рече дека он самиот кажал дека е араб, дека е од племето Хашим, дека е од племето Куреиш. Овие работи ќе ги најдеме во хадисот на Абдул-Муталиб, дека е син на Абдул-Муталиб, да, така натаму, да, сакав да кажам, се ова Аллаховиот пратеник го кажува и он се гордее со тоа што е внукот на Муталиб, што е од тоа племето, што е од арапите, но од друга страна па вели нема вредност араб над недараб. Ниту има пак вредност еден не араб врз араб. Затоа што таа универзална богобојазливост. Тоа го имаме и друга категоризација. Друга категорија која го имаме и во овој ајет. Ако се вратиме нели да се запознаете и онда инна екремекум каде што Аллах џелешану вели навистина највреден кај Аллах или Аллах најмногу го сака тој што е најбогобојазен. Значи не гледа во нашите тела, не гледа во нашата облека, не гледа во тоа дали сме црни, бели, жолти, црвени, туку гледа какви дела правиме. И ние дури како муслимани, не ги мразиме луѓето. Ако нешто мразиме, тогаш мразиме делото кое што таа личност ја прави. Значи, мразиме убиства, мразиме кражба, мразиме блуд, мразиме камата и така натаму и тоа. Сите тие дела ги мразиме. Dakle, сето тоа што Аллах го рекол дека е забрането, дека арам, дека им чини им штети на луѓето, тоа го мразиме. Не ги мразиме луѓето. Тие луѓе утре може да станат најдобри луѓе. Затоа Аллаховиот пратеник вели кога сакате некого, него сакајте целосно, премногу. Затоа што утре можеби заради неговите дела
може би ќе го замразите, бидејќи ќе почне да прави. И имаме такви луѓе во нашиот живот, сигурно ако погледнеме ќе најдеме такви луѓе кои што биле добри, но одеднаш станале лоши. Зошто? Затоа што не знам, може би станале богати, полно пари, ова, она, веќе не гледат на никого. Искушенијата станале поголеми. Да, или нешто друго им се случило и веќе со нив не може да се разговара, не може да се комуницира и така натаму. И од друга страна па имаме и оние кои што ги мразевме, но поради гревовите и тие станале добри, доблесни и тие веќе ни се блиски. Нели, самиот Аллаховиот пратеник, знаеме случката со неговиот Амиџа Хамза кој што е убиен, истиот човек кој што го убил овој херој, јунак кој што бил многу заслужен за исламот, за муслиманите, за самиот Аллахов пратеник, кога го примил исламот, тој лавод на исламот, тој, значи овој човек сепак го прифатил меѓу муслиманите и тој живеел помеѓу муслиманите и го дал својот допринос се до својата дури подоцна во една од битките тој што го убива и лажниот пратеник, кој се прогласи за пратеник во Јемама. Мусейлем Елкеда, така. Истиот човек. Никогаш не знаеме каде водат тие патишта на човечките судбини, дали некој утре ќе стане добар или лош, дали не мора да значи ако сме денеска добри дека до крајот на животот ќе останеме такви, као што и обратно не мора да значи ако сме лоши дека ќе останеме. Тоа мислам дека и во еден хадис има Аллаховиот пратеник вели дека човекот некогаш го живее животот за во џенет, но пред самиот крај на својот живот ќе го стигне книгата и судбината и ќе направи нешто заради што ќе влезе во пеколот, во џехенем. И обратно има човек кој што ќе живее за целиот живот за пеколот, но пред крајот на својот живот ќе се поправи, ќе направи нешто заради што Аллах ќе го воведе во џенет. Тука е таа разлика која што можам да кажам дека исламот како гледа на нациите, на националностите, дека ова е една универзално гледање на човечкиот род, но потоа исламот исто така вели дека можеме и да бидеме членови на некое племе, членови на некоја заедница, на некоја нација, на некој народ и така натаму. Да го чуваме нашиот идентитет, нашиот јазик, па и јазикот. Сите тие работи ги гледаме дури меѓу асхабите. Ми имаме асхаби како што бил Сухейб ер-Руми. Сухейб, самото име вели ер-Руми, дека бил бизантиец, дека доаѓал од просторите можеби на денешниот Балкан или Европа, или па го имаме Селман ел-Фариси, кој што Селман доаѓа од Персија. Значи, сосема една друга култура, сосема еден друга нација, друг јазик и сето тоа. И нивното, ако видиме дури како станале тие муслимани, тоа е многу интересантно, како ја барале вистината и како дошле до тоа. Тие дури слушнале дека ќе се појави еден пејгамбер, Аллахов пратеник во одредено место со одредени својства, карактеристики кои што тие го бараа тоа и на крај го најдоа и така станали и муслимани. Тие не дошле тука откако исламот се појавил, па за да видат што е тоа, па да се запознаат, па туку намерно во потрага биле под таков човек, под таква мисија и ја нашле кај Аллаховиот пратеник. И тие луѓе, значи, гледаме дека биле прифатени кај арапите, биле прифатени кај Аллаховиот пратеник, или како што преска сакав да го спомнам Билал ел-Хабеши, муезинот кој што бил црн, кој што многу од арапите не го сакале, понижувачки се однесувале код него зашто бил роб. Зборуваме за предисламски, да, зборуваме за предислам, па и после исламот тие немуслиманите со него се однесувале како се уште како еден неважен лик, црнец кој што за нив е само еден роб, помалку вреден, но тој Аллаховиот пратеник
го воздигнал, да така кажем, помегу луѓето, како Муезин, како некој кој што се качил на Кјабето кога е освоена Мека, привилегија која што не му е дадена ни еден друг, како што му е дадена Секако njemu. дека е многу важно да се каже дека таа положба, позиција што е имал Билал ел-Хабеши, ја достигнал со неговата богобојазливост, со неговата вера. Така е. Ние знаеме дека ги издржали најголемите тортури, кога ставале камен врз неговите гради, бил легнат врз врел песок и она што излегувало од неговата уста, што го изговара за неговиот јазик, било ехадун ахад, само еден е Бог. Исто така и имаме хадис во кој што Божиот пратеник Мухамед саллаллаху алейхи ва салем вели дека ги слушнал чекорите на Билал во рајот, во џеннетот. И тогаш го прашал, што е тоа што работи, што го слушнав, твоето чекорење во џеннетот, тогаш рекол дека секогаш кога ќе земам абдест, кланјам 2 реката намаз. Значи, тој таа положба и тоа почитување го постигнал со верувањето. И тоа е она што сакаме да го кажеме. И со добрите дела, нели? И со добрите дела, да. Секако така. Дел од верувањето се тие добри дела. Добри дела, така е. Оже би сакал да прашам, кој е дали би бил адекватен превод да кажеме дека најплеменит кај Аллах е оној кој што е најбогобојазлив. Инна акрамекум. Па, Бидејќи луѓето денеска како да се опотрага во тоа да бидат дел од тоа племството, тие погорните, повисоките каде? Сега, вака, ако би го превел слободно, ја би рекол, тоа е еден вид на елитизам. Елитизам, да. Елитизам, значи, сега ми имаме во денешно време што е елита. За нас елита, да не споруваме за некои елити кои се така наречени елити. Кои што се без никаква вредност, без никаква Значи, некогаш елита морална, тие, нормални, што морален помалку морал, тоа поголема елита. Кај некој иде така. Тоа е она што секој народ или секоја една групација на луѓе си има своји елити. И тие елити се многу битни. Кои се тие елити? Како треба да изгледаат тие елити? Што е тоа што ние цениме кај тие елити? Дали се тоа, да кажеме, во едно општество, може би во комунистичко општество, кога ние бевме, тоа беа академици, луѓе кои со докторати, кои завршиле, напишале книги и така на тоа, и сега станале во академија и тие се наша елита, да кажем. Зашто образованието, тие ја дефинираат политиката, тие ја дефинираат политиката, така е. Ставовите. И тоа е таа елита, една која што според мене е позитивно, такво нешто да има. Пишуваат енциклопедии во кои што ги навредуваат другите народи. Па сега, значи секој за себе, да. Но сепак треба да кажеме дека за мене елита може да биде тој што има богобојазливост. Што има знаење. Сега е прашање само тоа знаење колку го применува во пракса. Бидејќи во исламот знаењето без пракса не е знаење. Тоа се само податоци. Податоци има и компјутер, не значи дека тој ChatGPT има податоци. Да, и ChatGPT или било кој. Ама дали има знаење? Дали можеме ми имаме мудрост нема. Тоа е, значи он има информации многу, но тие информации доколку не ги спроведуваме, тогаш прашањето е колку ми вредиме. Затоа за мене вредност има кога човекот знае, тоа што го знае е во корист на човештвото, во корист на таа заедница каде што он живее, во корист на тие луѓе. Сега што е ако видиме сега, ако се вратиме на зборот екремекум еткакум, зборот богобојазлив, тие што се плашат од Бога, како се плашат од Бога? Што значи таква? Проактивна. Тие кои што помеѓу себе и Господ, помеѓу себе и Аллах ставаат добро дело. Се штитат со добри дела. Помеѓу себе и Аллаховата казна ставаат штитат добри дела. Значи тоа е суштината. А добрите дела, кои се добри дела? Не се добри дела само добри дела кои што
Не знам, се ритуали. Ритуали кои пиеме чај сега, добро дело, пиење чај. Не, имаме добри дела кои што се прелазни и непрелазни. Некои се не поминуваат, нели, како глаголи кои што Некои се самостојно користи само за нас, а Само некои за се нас. користи за другите И околу нас. преминуваат, значи тие дела како ако е насмевка. Насмевка, ние можеме да се смееме цел ден во соба сами, таа насмевка Може да ни користи, може да не ни користи. да, меѓутоа ако излеземе на улица и му се насмемнеме на некој, пружиме рака, зборуваме со него, Со убави зборови. да, го советуваме и слично, тогаш тоа веќе доброто дело поминува кај другиот. Нашиот совет му помага на него. Нашите убави зборови кај него ќе создадат можеби топлина, можеби и он поубаво ќе се чувствува. Советот, ако нешто е загрижен, па ние му го решиме проблемот, или ако не може нешто да направи, ние да му го направиме тоа, имаме такво знаење, било да е некоја домашна работа, било да е нешто финансиска, можеби проблеми или ова или она. Сите работи може овде да сега да зборуваме едно по едно, многу работи човекот секојдневно има проблеми и сега кај еден ќе решиме еден проблем, кај друг, кај третиот трети, така натаму. Тоа се тие работи со кои ние на луѓето гледаме да им помагаме и да бидеме корисни во една заедница. И тука е сега тие добри дела, тие се богобојазност. Тие се наша заштита од Божиот гнев, од Божјата казна, која што ние може да ја добиеме за тоа што сме биле игнорантни, не интересира дали нели. Како што имаме и дури во денешните закони, ако сме сведоци на една саобраќајка и ако не помогнеме во таа саобраќајка, јас колку што знам и според законот сме кривично можеме да бидеме гонет. Бидејќи не сме спречиле, не се пружиле прва помош. Пружиле прва помош, не сме им помогнале на луѓето. Може би сакал да денеска гледаме посебно кај младите, постои една голема доза на омраза кон другите. И постои една голема доза на тоа дека себе си се сметаме за подобри од сите други. Би сакал да им објасниме на нашите гледачи дека религијата тоа не го прави. Религијата, особено исламот, нашата религија, ги поттикнува кај луѓето убавите вредности на почитување, на толеранција, на комуникација, што ја спомнавме, на соработка за заеднички цели. Од каде таа доза толку голема на омраза, на предрасуди, на стигматизација на другиот, само затоа што не е дел од твојот народ или не е дел од твојата религија? Дали ова е злоупотребено од некои центри на влијание кои што? Би требало да зборуваме за секој проблем поединачно. Треба да се лоцираат проблемите и да се зборува за секој поединечно. Можеме да зборуваме само генерално. Генерално, ако зборуваме, имаме нели такви верски ставови каде што одредени луѓе без оглед во која вера се поставуваат како суди кои што имаат некакви дали апарати, дали некакви детектори кај себе, кој е колку верник во проценти или вака, или дека ово е верник, ово е неверник и така си даваат за себе си дозвола да можат такво нешто да го кажат за другите. Генерално исламот, значи, од нас не бара да истражуваме, да шпионираме, да бараме што другите прават, туку бара од нас ние самите да се концентрираме на самите себе, промена кај нас самите. Значи, сите ние имаме доволно работи кои што треба да ги обработиме, кои што треба да ги менуваме. И никогаш човекот, значи, ако би работел на себе, нема да му биде досадно.
И нема да има време за да има други. време да се бави со другите. Тоа сум сигурен. Меѓутоа каде сега доаѓа проблемот кога човекот престанува да кога себе си се гледа дека е апсолутно совршен, дека се е најдобро кај него, дека веќе не може да иде понатаму и тогаш он е во таа една чаура забарикадиран, каде што он сега гледа што има надвор од него и почнува да ги другите да ги оценува, дали според нацијата, дали според верата, дали или тоа се тие па и нациите, мислам дека генерално нациите се појавени многу подоцна и тие генерално може да се употребат или злоупотребат. Углавном гледам дека се злоупотребуваат. Луѓето треба некогаш да бараат една средина, дека нација е добра само во таа мерка каде што ние го сакаме својот народ, но не го мразиме оној почитуваме и другиот. Го почитуваме и другиот. Неговото право го сакаме својот декларира. јазик, но го зборуваме, ние денеска овде зборуваме со еден јазик кој не ни е мајчин јазик. И не ни е никаков проблем да зборуваме со тој јазик, као што ја имав Бидејќи на јазикот Ето така за да се запознаеме. се запознаеме, да. Значи ние не Сакам да ги јазикот Дури сега еве со сите исламот, ние со можеме да принципите на зборуваме и некој јас со Талха можам и арапски да зборувам бидејќи знаеме или англиски со тебе. Можеме босански да зборуваме. Можеме На босански турски исто. малку да она. Па да, и по часкаме. некој збор, да. Албански, зачиниме, турски. Да зачиниме. Можеме и Да некој се албански и забереме. некој турски збор да метнеме. Никаков проблем не е тоа. Зошто? Затоа што си имаме пријатели од сите овие етнички заедници со нив. Се сакаме, се почитуваме, се поздравуваме кога си имаат оние празници, ние добиваме пораки од нив кога ми имаме празници. Тоа е она што исламот всушност од нас го бара. Дури гледаме и јазикот во- е средство за комуникација, не е средство за да билдаме Ширење нешто. на омраза. Не за да билдаме и за да градиме некоја етничка надмоќ, дека јас сум понадмоќен, мојот јазик е постар од твојот јазик. Јазиците се нешто што е флуидно. Денеска, не знам, читав пред некое време дека секоја година се измислуваат нови зборови за нови реалности кои што денеска постојат. Што значи дека јазикот не е нешто што не е неменливо. Не е константа. Денеска Не е имаме константа. проблеми. И ние, и македонците, и албанците, и турците, и бошњаците. Нашите деца не го зборуваат мајчиниот јазик како што треба. Да. Зборуваат повеќе на англиски. Да. Комуницираат повеќе на англиски. Каде е тука тој национален идентитет за да го заштитиме? Нашиот јазик. Ја не велам дека не треба да учат англиски, не треба да учат арапски, некој друг интернационални јазик. Но да се вратиме малку кон она да го говориме нашиот јазик. И не е воопшто проблем и ниту грешка јас да го говорам и јазикот на мојот комшија. Така е. За да можеме да Така се разбереме, да комуницираме, да размениме идеи. Да. Кај мене барем останало како едно правило на нашите стари мудри луѓе, колку јазици знаеш, толку Толку луѓе вреди. вреди. Значи, ако знаеш два јазика, ти си два човека во едно. Ако знаеш три, тогаш си три човека човека. во едно и така натаму. Така да тоа е нешто што одамна ми е го имаме во кај нас, И особено исламот кај никогаш муслиманите. не го проблематизирал тоа. Никогаш, да. Па тоа најдобро го гледаме еве Османлиското царство кое што 500 години постоело овде, да сакаше тоа Османлиско царство, да сакаше Да им го наметне да го турскиот наметне јазик. турскиот или арапскиот, Или значи овде немаше никој. османлискиот, како беше? Со самото тоа што веќе зборуваме на македонски јазик, така. Е знак дека тие го почитувале, тие Сите балкански јазици, тие култури и јазици кои традиции што се се сочуваа. наречени аџеми јазици или странски јазици во преводот, иако не е можеби најдобар превод како странци, но странски е, но сепак е во однос на тој службениот, да. официјалниот јазик представува како неофицијален јазик или аџеми јазик кој што и еве и албанците пред некој ден беше денот на озбуката кој што во времето на Османското царство е прогласено, Дури султан Абдулхамид II, кој тоа во тоа време бил на власт, пратил одредена сума на пари за да се поддржи и да се печати, да се испечати првиот буквар. Првиот речник босанско-турски е печатен во
600 и некоја година. На време на османлиите. Да време на османлиите, Со латински букви е печатен? колку што се сеќавам, да, колку што го видов, да, тоа е значи многу пред некои други јазици. Зашто? Сега ние не можеме да го најдеме причината зошто, но и можеме малку да искажеме некои наши размислувања. Зошто луѓето денеска како да се подложни на таа негативна пропаганда, отколку на таа можеби не знам дали пропаганда може да биде позитивна, но да кажеме на некое позитивно влијание. Денеска луѓето како само да чекаат момент за да се споречкаат со некого, за да влезат во конфликт со некого, за да го замразат некого, а додека кога ги советуваш за добро, тоа го земаат како нешто што е погрешно, како што не навреда, се чувствуваат повредени и навредени за тоа што им го говориш. Па сега не знам дали ќе видам тука дали ќе погрешам, може моето мислење да го дадам. Според мене човекот колку е поголем, тој повеќе абсорбира. Тој значи абсорбира од други култури, абсорбира од други јазици, абсорбира колку што е потесен, тогаш тој не прифаќа абсорбирање на овие други мислења он значи од тој има едноставно едно круто, едно ограничено мислење каде што тешко може да му се објасни или каде што тешко може да свати дека не можеш својата нација или јазик или вера да ја браниш со тоа што ќе ја напаѓаш на друга. Значи ти треба својата нација тоа според мене е знак на слабост. Слабост, да. Значи, ти си тоа слаб. сакам да го кажам. Значи ти ако напагаш некој, ќе ако сакаш да докажеш дека твојата нација е најдобра, тогаш треба да го покажеш на дело како е тоа најдобро. Еве вака. Соработуваме, зборуваме, со добар пример. Не убивам други луѓе, не крадам од други луѓе, не ги прогонувам, не вршам геноцид. Ако сум лекар, сите исто ги помагам. Да. Не гледам такви работи. Ако сум стоматолог, сите исто им ги поправам зъбите. Така е, значи тоа е нешто што во исламот постои еден термин кој што се вика асабија. Тоа е можеби нешто како шовинизам. Тоа е нешто што е спомнато дури во хадисите на Аллаховиот пратеник. Дури он вели дека не е од нас тој кој што се бори заради асабија, тој кој што ќе умре или ќе загине, значи кој што на било кој начин го сака да го воздигне. А асабијат што е? Тоа е кога човекот се бори да заради своето племе, заради својот некој вака шовинизам, национализам, дека само курешиите се битни, а другите не се битни, или само арапите се битни, денеска други не се битни. имаме една држава која што тоа го промовира на голема врата. Да, тоа дали е една се прашувам, али ајде, една која што е водечка. Да, таа што можеби ги контролира и другите. Таа е водечка. После нас и потоп, не интересира. Ние сме тие кои што треба да владаат со светот, да бидат интелектуалната, политичката, војната и сите видови на елити. Другите се помалку важни. Тоа е погрешно. Тоа тешко кој може да го свати освен тие самите. За нив е тоа нормално и мислам дека е подкрепено и со верски текстови. Тогаш кога цел живот живееш во такви едни со такви информации, со такви текстови, со таква пропаганда, тогаш не е ништо чудно и после да видиш и да бидеш сведок на тоа што таква пропаганда и такви ставови може да направат. Со другите денеска луѓето, значи таа држава прави геноцид во Газа, да се знае, и се смета и на сите можни начини се обидува да се оправда. Иако веќе ја забележуваме дека таа приказна веќе не им поминува, значи не е прифатлива, кај многу разумни луѓе дека тоа што ти го правиш е геноцид. Тоа што ти го прави. Дури пред некое време имавме тука на еден подкаст во Македонија. Човек вели да, тоа што се случи во
во Газа е воено злосторство, ама не е геноцид. Ама не е геноцид. Се обидува на еден начин да го Еуфемизира. да даде една фраза која што ќе биде поблага. Иако според мене, ако има воено злосторство, тоа може би не постои разлика помеѓу военото злосторство и геноцидот. Уште колку ljudi треба да умрат за да биде геноцид. Значи геноцидот, сите тие стручњаци за геноцид велат дека во Газа има елементи на воено злосторство, на геноцид или на што трето беше. Значи сите тие елементи се таму присутни. Ти не можеш сега да прифати го тоа што го велат експертите од таа бранша, и вели дека тоа е во согласност со дефиницијата за геноцид која што е прифатена во Обединетите. Многу работи во Обединетите нации сега се спорни. Тоа веќе е друга тема. Ама тоа но е поврзано со што наметнувањето на тоа што е геноцид, што тој наратив, така тој наратив, тој да сепак не гледам ни колку е тоа битно дали е геноцид или воено злосторство, луѓето таму умираат, и злосторство против човештвото. Значи злосторство против човештвото, воено злосторство и геноцид. Сите три елементи се присутни. Оџа, ние како да живееме во едно време кога таа негативна енергија како да доминира. Што би требало да направат оџите, ние сега зборуваме од позиција на оџи, за да се шири помеѓу луѓето еден вид на позитивна енергија и да се гледа на нацијата и на националните разлики како нешто кое што не поттикнува да истражуваме, да се запознаваме, да комуницираме, за да можеме подобро да имаме заеднички соживот, бидејќи ако постои таа одбивност од двете страни, тогаш соживотот и развојот е невозможен. Јас оџите ги гледам како еден вид на медиуми, нели, како што имаме телевизија, радио, и оџите се еден вид на медиум. Нашата мисија во петокот, на петочната худба е да им пренесеме на луѓето едно наше видување, едно наше мислење, да промениме, да лоцираме прво некаков проблем во општеството, а потоа да зборуваме за тој проблем, за да се промени тој проблем. Колку пати јас имам зборувано за саобраќајот, како треба да се однесуваме, како да се однесуваме со луѓето, како да не фрламе, една тема, да не фрламе да ја разработиме. Safe City. Тоа веќе е започнато вчера, па малку е рано да зборуваме. Не, додека не биде доцна. Додека не биде доцна, ете. Добро, може, ајде, некоја друга емисија. Не, треба. Тие што примаат поука, тие веќе зема, кој им дојда 10 SMS-а дека напред 10 прекршоци. Да, некој има 10. Да, 10 има. 10 има. Значи, не е оно, например, ако направиш еден, па останува. Не, баш денеска гледам на Facebook еден добил пријател, 10 SMS-а. вели дека ова да има и да имаш фирма со 50 вработени, нема да можеш да ги платиш сите овие казни. И ги на скриншот. Сега дали беа 10 дена или 4-5 беа? Да, влегуваме една друга тема, да. Не, да се вради. Еве, и јас денеска со еден, ајде да не кажувам кој што работи, и сега вози службена автомобил. Да, што е службен, дали е камион, дали е автобус, дали е комби, невитно. И сега не работи на него километража, но не знае колку вози. Да. И сега утре ќе биде казнет кој? Возачот или фирмата? Зашто фирмата, ако е државна фирма, ако е државна кола... Каде не е државата? Би тоа биде каде не државата? Државата само себе си ќе се казни, не знам како ќе иде ова баш. Има многу вака некои интересантни абсурди кои што ќе се појават, луѓето ќе почнат да зборуваат. Дупки во законот. Кои што не знам дали утре сите ќе бидат казнети или ќе бидат селективно казнети, ама сепак да мислам дека ова тема ќе бара нешто, некоја друга емисија и можеби со некој друг, не со мене. Јас би сакал да се вратим на ова, дека оџите се медиуми, дека тие треба. Ти кажа дека генерално е една, како го нарече тоа,
негативна, нели? Ја па мислам дека не е генерално негативна енергија, дека сепак се оптимизмот уште е подобар од песимизмот. Не знам, јас сум оптимиста, мислам дека повеќе луѓе се добри, дека повеќе кај нив е. Зошто ако не е така, секој ден би гледале на улица тепачки, цовки, удирања, убиства. Да, можеби Оџета сакаше да каже дека сме со краток фитил, тоа можеби, така? Ефендија, не знам што сакал да каже. Не знам што сакал да каже, но ете, моje гледање на ситуацијата е дека сепак ми имаме повеќе добри работи во себе, но некогаш избувнува од нас нешто лоше и искливува на површина. И особено некои медиуми повеќе сакаат да се занимаваат со тоа, со лошото, со нешто што се случило ако гледаме на телевизија, што гледаме? Ваму толку убиени, овде се случило само негативни работи. Многу малку има дека некој напишал книга, дека постигнал успех, дека ова се случило. Добил Нобелова награда. Ето, не знам, такви работи. А веројатно и тие па од друга страна па тоа не им е интересантно на луѓето и затоа ние тоа не го објавуваме, можеби и тие си имаат свое оправдување, дека луѓето повеќе сакаат да слушаат за вакви, можеби, небитни работи или некои негативни работи, отколку за тие позитивни. Но сепак, ние како Оџи треба да допринесеме за тој оптимизам, да зборуваме против тие негативните работи кои што се случуваат во нашето општество, да стремиме кон тоа да живееме во мир, бидејќи суштината на исламот е мирот. Исламот не ја гледа дури неговото име Ислам доаѓа од мир и дека човекот значи треба се раѓа во мир, треба да живее и да умре во мир. Воената состојба е вонредна состојба, не е редовна состојба. Редовна состојба е мирот. Редовна состојба е оптимизмот, сигурноста, тоа е редовна. А вонредна е војната и се ова што се случува и тоа конфликтите и затоа против нив треба да зборуваме, треба да се бориме и се што води кон тоа. Дали е тоа омраза, дали е тоа нетрпеливоста, дали е тоа исламофобија, дали е тоа нешто трето, четврто, пето, значи сите тие видови кои што водат кон тоа, ние треба да зборуваме против нив и да го менуваме, да ги менуваме мислењата на нашите млади, на децата, колку што можеме, нели, во мектевите, во џамиите, да користиме ваква и подкасти, и емисии, и видео, и YouTube, и сите овие работи кои што сите останати ги користат за лошото, ние ќе ги користиме за добро. Секоја работа може да биде употребена и злоупотребена, јас велам. Значи и интернетот човекот може да го употреби и да го злоупотреби. И информацијата може да ја употреби и да ја злоупотреби. Телевизијата може. Затоа сегогаш нашите учењаци од претходните, од залците има негативен став кога се појави телевизијата, дури негативен став, мислам дека еднаш читав и за првата печатница кога се направи и кога веќе почнаа да се печатат книги, кај муслиманите печатењето на книгите со таа машина беше нешто што многу доцна дојде, би рекол. И многу доцна ја почнаа да ја употребуваат, таа нели можеше да се употреби, можеше да се злоупотреби, само треба, значи и се уште може да се употреби да се тоа. И се уште може, така е. Но дали тие процениле дека им треба за употреба или за злоупотреба? Тие само ја гледале таа негативната страна и затоа го забраниле тоа, не гледат на позитивната страна. Како и денешните социјални мрежи, значи исто може да се употребат и да се злоупотребат. Сега нивните мислења, дали да или не, про ет контра, дали треба да бидеме или да не бидеме, се базирани всушност на тие анализи, колку се добри или лоши, колку се употребени или злоупотребени. И во таа смисла, мислам дека нашиот збор треба секогаш да биде базиран врз книгата на
Аллах Джелешану во хадисите на Аллаховиот пратеник, бидејќи таа универзална мисија која што е испратена од Бога е испратена се до судниот ден, да не обидини, да не спои, да И да постави база. услови и тие предусловите да ги реализира за успешен, мирен соживот. И соработа. Мислам дека е тоа суштината и Да, сега. и би требало да биде суштина и на сите останати и вери или религии, системи кои што постојат без обзир дали е капиталистички или социјалистички систем сите. Да, сите тие имаат за цел да се воспостави добросостојба, сите луѓе да живеат во мир, да живеат со добри услови. Кога реков дека доминира таа негативна енергија, има за цел, например, луѓето секојдневно се сретнуваме со луѓе од други нации, од други религии и комуницираме нормално. Но кога ќе се осамиме, или например кога ќе бидеме на некоја трибина на стадион, тогаш веќе како да се менува наративот. Почнуваат тие скандирања со омраза, со повик на убиство, повик на истребување на некој друг народ. Тоа им беше целта. Како успеваат тие луѓе кои што во секојдневниот живот, кога се среќаваат со другите нации или со другите религии, изгледаат како да се најдобри другари, можеби, одеднаш ќе се најдат во некоја ситуација каде што се менува. И тогаш од петните жили, како да ги изговараат тие слогани на омраза, тие повици на убиство, на истребување и така. Тоа им беше целта. Или на медиумите. Гледам дека новинарите често пати се фокусираат врз тие работи кои што не делат. Иако тие не би тело да бидат работи кои што не делат. Нацијата или постојањето на повеќе нации во Македонија е нешто што би требало да го збогати ова поднебје. А не нешто на кое што ќе гледаме ова мене ми следува, ова ти следува тебе, мојот дел е поголем од твојот дел и така натаму. Се дека вака размислуваме, не размислуваме како луѓе кои што имаат заеднички предизвици, заеднички проблеми, имаме заеднички ситуации кои би требало да се радуваме со нашите заеднички успеси. Се дека вака не размислуваме и се изолираме внатре во нашиот круг, тешко ќе биде да се воспостави една состојба на нормална комуникација и на еден нормален соживот. Затоа реков дека можеби од овој аспект на тие мрежи повеќе се злоупотребуваат тие медиуми и би дека е време, значи не времето било и порано, но да се продолжи со ова племенита мисија на оџите кои што секогаш ги повикуваат луѓето кон она што им гарантира сигурноста и спасот на овој свет и на оној свет. Да, таа анализа сега веќе бара едно многу сложено истражување. Да. Џамиите само функцијата на џамијата е човекот духовно да се регенерира, да така кажам, духовно да се очисти, духовно, значи во џамија не е дозволено скандирање, викање, или имаме дури забрана да продавање да се обавува во џами. Зошто? Ако некој нешто нашол да го објави во џами, дека тоа не. Да, но зошто не е дозволено да купиме и продаваме? Купо-продажба. Зашто не? Затоа што купо-продажба е ајде повелете, имаме овде. Значи ќе му дојде крај. Да, тоа сите ќе донесат, тоа ќе продават, ќе викаат, ќе може да биде причина за конфликт, не се разбира во сејата, не се виде да помалку. Значи во џамијата да, меѓутоа истото веројатно и во црквата, значи има кодекс на облекување, кодекс на однесување, додека кодексот на облекување, однесување на овие што ги спомнавте стадиони, што е? Што повеќе скандирање, што повеќе викање, што тоа е таму кодекс. Тоа е веќе не гледам дека е тоа спорт.
У последно време дури многу помалку го гледам фудбалот и многу други работи. Зашто? Затоа што еве ќе гледам некој надпревар, значи од 90 минути можеби 50 минути се некакви спортски обложувалници. Значи веќе станало сето тоа нема спорт, повише е обложувалници, коцки, бизнис, него што е тоа спорт. Местенки разноразни слушаш, кај што е откриено, а кај што не е откриено, Господ знае колку има такви работи. Плюс е ова каде што имаме, нели, се случува и скандирање, се случување, говор на омраза, тепачки после тоа, убиства дури имаме. И сега дали вреди сите тие животи кои што се изгубени во тие тепачки помеѓу надпреварувачите, дали вреди тој спортот? Колку е чуден човекот и како суштество. За разликата е во дресот. Спротивната екипа има друг дрес, твојата екипа има друг дрес. Ако победи твојата екипа, ти се радуваш. Ако победи другата екипа, ти ја навредуваш. Дури си подготвени дури и на тепачки, и на Па еве и убиства, И убиства. Се случуваат и убиства. Значи едниот играч го пцуеме, тој утре доаѓа во наша екипа, се најдобро за него. Сега другите го псујат. Сега другите го псујат. Тоа е интересантно. Така да тука велам, анализа е зошто се направени, што е суштината, дали е спортот веќе, дали е тоа веќе спорт. Да, баш. И по спортот за мене спорт е онолку колку што ние се занимаваме со спорт. А само да гледаме и да коментираме, да пцуеме, да викаме, тоа некако за мене не е спорт. Еден наш брат кој што еднаш и многу убаво ја објасни ситуацијата. Вика, нашата ситуација во наша држава е како две екипи играат на стадион, додека ние сме качени на трибина и сега коментираме. Тој не игра добро, овој сигурно е подкупен, му е дадено пари за да пропушти гол. Вака, а никој не знае реалната ситуација што се случува на терен. На теренот. И можеби ова е една. Да, можеби. А со самото тоа што си дошол да гледаш, да гледаш над преварот, ти си овозможил да се случи тоа. Тоа фактички може на луѓето со гласањето. Со гласањето ти го си го гласал, го финансираш тоа со твојата купена карта таму. Баш така. И сега ако даде гол во последна минута, тогаш се му забораваш. Се што го направил од првата. Сите пцовки на неговата адреса ги се ги испратил, сега веќе не важат. Тој одеднаш станува најдобриот човек. Херој. Да, тоа е она како ги цениме луѓето, според што ги цениме луѓето. Тоа е она што во исламот, значи, таа универзална мисија е да ги цениме според добрите дела, да ги цениме според тоа што го направиле, од добрината кон луѓето, кон човештвото. Тоа колку биле корисни? Колку биле корисни? Хајру нас и енфеохум лин нас, вели Божиот пратеник. Најдобар човек тој што е најкористен за другите. Сите овие работи што ние дури денеска ги користиме, некои работи кои што се направени пред 500, 600, 1000 години. И тие луѓе што тоа го направиле тогаш животот. И денеска после 1400 години, како што имаме, еве кога одиме на умре во Медина, имаме нели бунарот на Осман радијаллаху анху, неговиот ваков кој што се уште постои, хотелот кој што таму јас често пати на аџиите им го кажувам, тој хотелот кој што и денеска неговиот ваков е продолжува да функционира и ќе функционира, не знам до кога, тоа само Аллах знае, али кога функционирал 1400 години, прашање и уште 1400 може да функционира или не знаеме кога ќе биде крајот на светот, небитно. Тоа е она што го имаме како и мисија. Може би две точки би било убаво да ги оставиме како порака за крајот на емисијата. Првата е дека сите ние имаме должност да се запознаваме едни со други и да немаме предрасуди, да немаме лошо мислење априори за некого,
туку да чекаме да го запознаеме човекот и да го гледаме како единка, а не како дел од колективитет кон кој имаме некој став. Или го сакаме тој колективитет, или го мразиме. А втората работа, на што го реше ти, дека најдобар помеѓу луѓето е некој што е најкорисен за луѓето. Да се фокусираме врз тие позитивни работи, кои што им користат на сите луѓе, посебно на луѓето во ова наша малечка, но убава држава, државичка, Република Северна, добро, некој не сака да кажеме Северна, Република Македонија ќе кажем. Се согласуваш? Се согласувам, како да не. Ако имаш уште нешто да додадеш? Па, мислам дека Авко би требал да стави еден печат на се ова. Вие да влеговте в фудбал, хамдулилlah, убаво, виж. Па, ала да ве награди, многу убав муабет, многу квалитетен. Доста работи научивме. Хамдулилlah, доста информации споделивме. И интересен беше моментот, нели, во врска со оđете како медија аутлет, како медиуми, не само за петок, туку во времето на пратеникот, нели, секој утро, колку што знам јас од вашите предавања, една од работите што се случувале на утринската молитва, по утринската молитва е пратеникот да се обрати кон, нели, џематот, кон луѓето кои што биле во џамијата, дали некој има потреба, дали некој фактички е болен да се посети, дали има некој што починал за да му се организира таа церемонија за закоп. Не, тој момент е многу интересен, аз би само во друга прилика Ефендија да начнеме таа тема, многу интересна тема е како може да се синхронизираат, односно да се организираат џамиите, особено овде во Република Македонија, под капа на ИВЗ, за да може да се третираат актуелните проблеми или пак некоја поширока рамка или потесна рамка да се направи, не централизација, бидејќи тоа е веќе, нели, заглушување на креативноста на самиот оџа или имам. Ете, како што рековме, нели, да ставиме неколку точки, една од тие точки јас би ставил оваа точка за понатаму. Да се проширењето на оđите. На оđите да се проширење. Добра идеја. Ево, може би муфтијата не слуша. Ете. Ако не слуша, тамо ако не слуша, ќе му пренесеме директно, ќе му кажеме како идеја. Џевад Ефендија, беше чест да бидеш вечера во нашата моја чест беше. Во нашата емисија подкастот. Авко, уште еднаш фала што ја збогати нашата дискусија. Почитувани гледачи, браќа и сестри, ова беше подкастот Диван за оваа недела. Ве поздравувам, аселаму алейкум ва рахметуллахи ва баракатух.